колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро, Сашо. Нормално денеска, веројатно во меѓународните води, има само една тема која ги доминира сите светски извештаи, а тоа е денешната инаугурација на новиот американски претседател во Вашингтон, која што ќе се случи по тамошно локално време во 12 часот, по наше локално време во 6 часот попладне. Во право ли сум, Дејан, или има и нешто друго што е важно да се спомне? Во право си, уште 9 часа формално председателот Доналд Трамп во заминување е председател и за околу 9 часа во 12 часот по локално или 6 часот, 18 часот по средноевропско и наше време, председателот 46-тиот поред председател на САД Џозеф Бајден ќе положи заклетвата, ќе се одвива она долго најавувана инаугурација и ќе преземе функцијата председател на Соединетите Американски држави, практично ќе влезе во Белата куќа и ќе ги преземе сите оние обврски кои ги има еден председател на Соединетите Американски држави. Она што оваа инаугурација прави со еден, би рекол, преседан историски, ќе влезе во историјата на САД, е дека поради COVID-19, но и поради неодамнешниот упад на приврзаниците на Трамп во Капитол, направена е оваа инаугурација да иде онлайн, да нема присутни луѓе и граѓаните да можат да ја следат преку интернет. Она што е исто така голема, што се зборува со денови, е дека рекордни 25.000 војници на Националната гарда се грижат за безбедноста на инаугурацијата. Ќе бидам слободен да кажам, Сашо, 25.000 војници нема ниту нашата цела армија, ниту некоја од армиите во регионот, дури ни српската армија, која нели е можеби најголема. Значи 25.000 војници е завидна цифра на војска. FBI веќе тргна, според последните извештаи, 12 од припадниците на Националната гарда задолжени за заштита и за безбедноста околу Белата куќа и целата инаугурација, поради сомневање дека се поврзани со некакви десничарски радикални групи кои, ќе потсетам, на 6 јануари го извршија оној напад, односно насилен влез во Капитол. Тие наводно, според последните извештаи, немале некоја особена закана за безбедноста на идниот председател на САД Џозеф Бајден, но поради нивната поврзаност со крајно десничарските групи преку интернет, преку некои комуникации се отстранети превентивно, така да се чини дека се функционира како што треба и се чини дека и покрај заканите и најавите дека може да дојде до некаков, би рекол, напад или некаков инцидент за време на инаугурацијата. Очигледно службите на САД овој пат не затајуваат, за разлика од оние што се случија на 6 јануари. Додека трае оваа инаугурација, ќе потсетам само, си го има оној формален дел, има многу податоци, не би ги замарал сега гледачите со тоа, но она што сакам да кажам е дека на инаугурацијата Доналд Трамп, еве уште еден преседан, нема да присуствува. Прв пат еден председател во заминување да не присуствува, но ќе присуствува неговиот заменик, односно подпредседателот Мајк Пенс, додека Трамп негде околу 4 часа пред инаугурацијата планира за последен пат со оној нивен председателски Air Force One авион да одлета во Флорида, во одмаралиштето во Флорида, од каде веројатно скришом, би рекол, ќе следи инаугурацијата преку медиумите. Она што исто така како податок важно е дека на оваа инаугурација ќе присуствуваат 4 поранешни председатели на САД, односно 3 се извинувам, тоа е неговиот претходникот на Трамп, Барак Обама, тоа е Бил Клинтон, тоа се демократски председатели, и Џорџ W. Буш, кој е републикански председател. Ќе потсетам, најстариот жив председател на САД, Џими Картер, кој има 94 години и кој беше демократ и владееше со Соединетите Американски држави во 70-тите години на минатиот век, поради старост нема да може да присуствува. Значи, тоа се прилика тие податоци кои можам да ги кажам. Можам само уште да кажам што се однесува до Трамп, кој се уште нели во жижата на јавноста, дека тој вчера имаше проштален говор и во својот стил, кој знае кој пат ја
подсети дека едно од главните успеси во неговата председателска кариера е што дојде во Вашингтон како што вели како аутсайдер, но успеа да направи многу работи. Едно од работите на кои е поносен Трамп е секако тоа што многу пати го подсети, а тоа е дека е едини председател на САД кој не започнал војна. Тука почна да ги зборува и другите своји придобивки, како што е договорот со Кина, но и она што поради COVID-19 се случи, а тоа е дека тој вели дека за разлика од другите администрации, неговата администрација успеа за само 9 месеци да ја направи оваа вакцина која е сега многу популарна во светот и која веројатно многу наскоро и кај нас ќе почне. Па мораме да кажем дека Трамп навистина не започна војна надвор од Соединетите Американски држави, но беше на работ да започне војна и се уште не е исклучено во самите Соединети Американски држави. Човек не знае што е полошо за еден председател, ова второ секако е полошо, барем ако сте американец. Последниот ден на Трамп помина и во онаа традиционална работа што ја прават сите председатели на заменувања, а тоа е испорака на разноразни судски, да кажем, помилувања и така натаму. Трамп вчера подпишал негде околу 140 такви помилувања, што инаку не е никаков... 143. Да, што инаку не е никаков рекорд, бидејќи и пред него председателите подпишувале стотици за време на мандатот, па дури и илјадници такви помилувања. И воочливо е дека, освен што таму се наоѓа Стив Бенон, сега за нашите слушатели, гледачи, дали знаат или не знаат кој е Стив Бенон, не е важно, тој е еден од неговите барем на почетните години од мандатот и кога доаѓаше на власт најголемите поддржувачи, еден контроверзен десничар кој што и крајен десничар кој што инаку е осомничен за проневера на фондовите многу милиони долари околу изградбата на кинескиот зид кон Мексико. Меѓутоа, Трамп на крајот сепак се одлучи да не ги помилува ниту собствените деца и другите членови на семејството, ниту себе. Кој е толкувањето за тоа, Дејан? Па само да докажам дека и неговиот финансиер на кампањата Елиот Бројди исто така го подмилува, кој исто така беше обвинет како и Стив Бенон за проневера на средства, особено околу тој мексикански зид би го нарекол. Тој имаше намера да се помилува и самиот себе си, нели, плашејќи се дека можеби новата администрација ќе може да му се одмазди на некој начин, не успеа да го направи тоа. Толкувањето е многу јасно. Први ми се чини дека не му беше ни дозволено тоа да го направи покрај тоа што е председател, а второ ми се чини дека неговата проценка е дека тој нема да биде обвинет за тоа што и покрај овие политички превирања во Вашингтон. Ова се разбира мое слободно толкување, и покрај овие политички превирања во Вашингтон, очигледно дека Трамп веројатно покрај оваа бука која се случуваше изминатиот период, очигледно ќе мора да се повлече од политичкиот и јавниот живот барем на одредено време. Ако се земе во предвид, сашто ние тоа го коментиравме јас и ти во ова студио, дека Трамп немаше поддршка ни од своите сопартици републиканци, а камоли од поголемиот дел од народот, и покрај фактот дека имаше освоено 73-4 милиони гласови, сепак тоа е премногу малку во однос на победникот кој од денеска за околу 9 часа ќе биде новиот председател на САД. Ми се чини дека Трамп полека, но сигурно заминува во историјата. Ќе видиме што ќе се случува со неговиот наследник, кој има огромна и богата политичка кариера, кој има многу поминато, кој има своји лични трагедии, но ги има и годините, па ќе видиме како најстар избран председател на САД што ќе може во наредните 4 години да стори. Да, добро, Дејане, може би е доволно за денеска, бидејќи секако и наредниве денови, а секако и утре ќе се осврнете на денешниот ден, инаугурацијата на Џо Бајден. Нека му е честито, нека ние со среќа на сите на целиот свет. Да видиме како ќе помине, да видиме американскиот председател, како што видовме, знае да ги врти меѓународните настани во насоки од кои што и мравките, а не само слоновите може да настрадаат.